Носителот на листата за пратеници од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ во 6-та изборна единица Владимир Ѓорчев, од Тетово порача дека во програмата на партијата се предвидени дури 48 нови проекти за општината, наспроти 12 на СДСМ. А програмата на ВМРО ДПМНЕ предвидува асфалтирање конкретно, целосно нов асфалт и реконструкција на следниве улици. Улицата Гоце Делчев, понатаму улицата Браќа Симовски од Чапчево Сокаче, улицата Тодор Циповски Мерџан, улицата Иво Лола Рибар, понатаму улицата Јане Сандански, Благоја Тоска, патот во село Фалише, улицата Борис Кидрич, улицата Кузман Јосифовски Питу, улицата Кумановска, Љуботенска, Иво Лола Рибар, Тодор Циповски Мерџан во населеното место Двабреста, како и патот кон Бродец и Шипковица. Цела 5-та изборна единица ќе биде градилиште на инфраструктурен план за што сведочи и механизацијата која што е активна на изградба на автопатите. Изјави од Струга, носителот на листата од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ Антонио Милошовски. Изградба на магистрален гасовод, тоа е од Битова до Ресен, од Ресен до Охрид, од Охрид до Струга и потоа во втора фаза од Охрид до Кичево и од Кичево до Гостивар. И посебно за Охридско-Струшкиот крај, ни е важно да привлечеме уште неколку странски инвеститори и да ја продолжиме нашата стабилна поддршка за развој на туризмот преку субвенционирање на туроператори кои што ќе носат поголем број на странски туристи во Република Македонија. Во Источна Македонија се гради и се создава само кога ВМРО ДПМНЕ е на власт. По новиот автопат Скопје-Штипке се вози во 2017 година, истакна носителот на листата во изборната единица 3 Илија Димовски. Инфраструктурата во Источна Македонија ќе се разликува од она што Социјалдемократскиот сојуз го стави, веројатно во светлосни години. Конечно граѓаните и сами можат да погледнат што значи оние стари патишта кои што ги имаме и што значи оваа масовна изградба во сите патни правци во Источна Македонија. Практично на секој 5-6 километри има огромен број на булдужери, на багери, на камиони. Носителот на кандидатската листа во првата изборна единица од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија Никола Поповски денеска истакна дека во следниот период се предвидува изградба на нов објект за театар комедија. Театар комедија е седмиот професионален театар во Република Македонија, основан во 2011 година. Од тогаш се одиграни над 400 представи и над 150.000 посетители ги следеле тие представи. Затоа планираме во следната програма да изградиме нов репрезентативен објект за театар комедија, бидејќи сметаме дека граѓаните тоа го заслужуваат. Во новата програма на ВМРО ДПМНЕ се предвидува комплетна реконструкција на сите амбуланти во градот Скопје, кои што се во рамки на Здравствениот дом Скопје, изјави носителот на изборна единица 2 Никола Тодоров. Предвидуваме комплетно нова амбуланта во Ѓорче Петров. Амбулантата во Ѓорче Петров е дотраена, стара и нема посериозни реновирања од моментот кога е изградена. Имајќи предвид многу лошата инфраструктурна состојба во која што се наоѓа амбулантата, решивме во новата програма да предвидиме комплетно нова амбуланта овдека во Ѓорче Петров. Исто така со програмата се предвидува и зголемување на додатокот за деца со пречки во развојот и тоа за 21% во периодот од 4 години. Тодоров додаде и дека се предвидува изголемување на еднократната парична помош за децата без родители, и тоа зголемување за 50%,